Кочанецот Благојчо Дончев деновиве ја однел својата болна мајка во општа болница во Кочани, каде била задржана на лекување со цел да й се укаже потребната терапија. Меѓутоа, по известно време му се јавиле од здравствената установа и му соопштиле дека мајка му починала и дека треба да се подготват и да си ја земат. Дури им била дадена визит карта од препорачана погребална фирма, која требало да го пренесе телото на покојната и да го спроведе погребот. Членовите на семејството, потресени, започнале со подготовки за погреб, при што нарачале да се отпечатат некролози, дома се палеле свеќи за упокоената, а најблиските започнале да ја оплакуваат. Но како сето тоа се одвивало, конкретно објаснување дава синот на умрено живата мајка Благојчо Дончев, кој во телефонски разговор еве што ни изјави. За помош вика, значи мајка ти почината, че може да дојде и вика се ја земете. Значи ние одеме таму и ми рекоа, значи седеа навор докторот што беше дома, исто што имаше прегледано, што имаше инекција дадено, све што има прегледано. Ни рече вика, за 2 сата вика ќе ја стигнат вика долу вика, може вика да се подигнете вика мајка. Трагикомичната ситуација кулминирала кога синот со возило за превоз на мртовци се упатил да ја земе покојната мајка. Ја барале на едно оделение, па на друго, но никада немала умрена жена со тоа име и презиме. Ода ми звони мене, дојме да земеме со кола со поревално возило да земеме, одеме не знам кај. Ја бараме долу, кога прелава нема никде. Одеме горе интензивно, на интерно, никде не знам никој. Прашаме вика на Дончева јавор кај, што како е сметена кај. Конечно ја наште на интерно оделение, како лежи во кревет, во соба, но жива. Како втор стрес преживеал синот кога ја видел мајка си жива, само тој знае. Одовме дори на интерно горе, таа е заполено срце од чоне, на интерно горе, не знам, имат качено горе и ни рекоа, вика жива е, вика мајка. Тоа е голем стрес. Запрепастен од целата ситуација, Дончев најавува тужба против одговорните во општа болница, бидејќи, освен тешките трауми, стрес се изложил и на трошоци околу погребот на болната мајка. А како што не информираше, за целиот случај се заинтересирала една национална телевизија, која треба деновиве да го објави прилогот.